Добар ден. Што е тоа што меѓу другото сака да го сокрие Никола Груевски? Зошто партиски активисти и донатори на ВМРО ДПМНЕ се членови на антикорупцијска комисија? Кои беа причините да се сокријат анкетните листови на Никола Груевски од 2014 и 2015? Денеска јавноста ќе ги дознае одговорите на овие прашања. Еве ги скриените анкетни листови на Никола Груевски. Аболицираниот Груевски тргал на страна секој месец по 10.000 евра. Или за една година Никола Груевски официјално станал побогат за 118.629 евра. Груевски ги зголемил заштедите на американски долари, швајцарски франци, британски фунти, на неговите девизни сметки, но најмногу ги зголемил сумите во денари и во евра. Овие компаративна анализа за 2014 и 2015. Пријавувал приливи во банка од по 300.000 денари, но и по 3 милиони денари. Интересно е дека за овие големи приливи од по 2 до 3 милиони денари во 2015 година Груевски во анкетниот лист се правда дека му биле за периодот од 2005 до 2012 година. Но ако е така, зошто не му биле пријавени во анкетниот лист од претходната 2014 година? Нето платата на Никола Груевски изнесувала 88.139 денари. Дека Груевски не се потпирал на неговата плата, покажува графата за основат на стекнување. Тука Никола Груевски, како што е наведено, или не дал податок, или рекол дека ги стекнал парите на друг начин. Никола Груевски не одговорил на антикорупцијската комисија, но мора да одговори на граѓаните. Кој е тој друг начин на кој што Груевски заработува, така што за една година успеал да заштеди 118.629 евра. И тоа додека 500.000 луѓе во Македонија тонат во сиромаштија. Граѓаните слушнаа од вистината за Македонија и за офшор релациите што Груевски ги имал со рајските земји, за милионски тендери и провизии, за милионски парцели на водно. Ова е уште една причина зошто на Груевски му е потребна аболицијата од Ѓорги Иванов. Нему и на неговите соработници. Аболицијата целосно мора да се поништи и сите кои правеле злоупотреби на штета на граѓаните ќе одговараат. Нема спас за аболицираниот Груевски и неговото друштво. Благодарам, повелете со прашање. Гледани сме и ТВ27. Колку време давате на актуелна влада да издржи и каква влада според вас има потреба Македонија? Дали експертско-техничка влада може би треба? Во текот на изминатите неколку денови кажавме дека се што еднострано направија ВМРО ДПМНЕ и ДУИ во изминатиот период дека влада е политичката криза погазија. Ќе биде погазена и оваа нивна влада. Стрпете се, ќе биде брзо завршено. Објавени документи според кои ви вашата супруга во 2015 се стегнале сума од 160.000 евра. Како ги коментирате тоа? Во теке 8 или 9 проверка на потеклото на мојот имот. И вака партизираните институции, резултатот е секогаш ист. Нема ништо незаконито во имотот на Петар Шилегов. Јас ја разбирам потребата од правење спектакли или спинување заради оваа реалност. Но би ве замолил и вас, кога ќе пренесувате овој одговор, да направите сериозна разлика помеѓу луѓето кои што честно ги заработуваат својот имот во животот и оваа криминална банда која што 10 години ги краде парите на граѓаните на Република Македонија. Предметните станови се купени со кредит на 23 години.